Јас сум блага душа, снимам се што сакам и срам си немам на душа. Добре дојдовте на мојот канал, смеја до солзи во нова сезона со нас. Поздрав на сите шеќерчиња, како сте и добро дојдовте назад на каналот на Блага душа. Денес снимаме нешто што е најавено во зимската програма, а тоа е челендж. Сега јас ви имав на Инстаграм вас поставено стори да ми поставувате што попрво би втор дел, тоест предизвици за што попрво би втор дел. Така да тоа беше пред некое време видеото, го снимив еднаш па го изгубив, така да морам сега да го преснимам повторно. Заследете ме на Инстаграм Стефан Блага со сите Сомалија, ние можеме да преминеме на видеото. Првото ни доаѓа од Бамбо, поздрав до Бамбо, а гласи вака: би се смувал со Стојан или би го тепал Зик? Па искрено да ви кажам, не верувам дека Зик би сакал да го тепа, така да ако треба јас ќе се жртвувам, ќе прифатам на мојот фан, или јас му сум идол, како да наречам, на Стојан, да се смувам со него. Јаби ги, ако не се мувам со фанови. Поздрав до Јулијана Димитровска, а незиното прашање гласи вака: што би да имаш 1000 женски или да отидеш на пус остров без телефон и интернет? Поздрав од Јуле. Јуле. Нормално да имам 1000 женски, зашто би отишол на пус остров без ништо половро. 1000 женски нормално, многу нормално. Се надевам дека сум еден нормален човек кој размислува нормално. Би го ебел Стојан или би се фрлил в река? Не би се фрлил в река. Би скокнал од први спрат или од петти? Поздрав. Поздрав до тебе. Зошто да скокнам едноставно? Не би скокнал, зошто да скокнам? Петрески 88 вика вака: што попрво би направил? Би го продал својот канал за 400 денари или би снимал еден месец без престан? Веќе имам снимано еден месец без престан и сум во план да снимам многу подолго време без престан, така да не би го продал за 400 денари, пошто мојот труд вложен на овој канал не може да се исплати ни со 400.000, па не со 400 денари, така да јеби го. Сега вака, прашањето што ни доаѓа од Делфинче, ќе морам да го одговорам какво што е, значи јас ќе го прочитам како што е и ќе го одговорам како што е. Пред се сакам да се извинам на тие фанови од моја, а што се од ромска вероисповед. Не гледам ништо навредливо, едноставно ќе го прочитам само нештото како што е пишано и ќе го одговорам како што е пишано. Ако ве навредам, се извинувам, него мислам така, ќе го прочитам како што е пишано и затоа и така ќе го одговорам. Вика: дали попрво би се оженил со џупка или попрво би се омажил за маж? Па види вака: иако е џупка и таа има дупка. Амбаровска 122 вика: дали попрво би гледал порничи или би одел по врати за пари? Па би гледал порничи многу нормално. Ако имам пари, да, тоа ако гледам порничи. Марко В 2004 вика: дали би си купил БМВ како на Петрафиле? Кој го моча БМВ-то и кој го моча Петрафиле воопшто? Марш там каков Петрафиле. Ангелески 11 вика: што попрво би снимил кикбокс со Соле Надуша или би ја пранкал Соле Надуша? Па искрено ќе ви кажам, кикбокс не би снимил со неја, пошто ја памтам кога бевме помали, нези беше раката скршена и таа знаевме често да се тепаме и со гипсот ме мавнување така. Јас наваќе ми искрши забите сите тоа јеби. Така да би е пренк, ако не е да ми тогаш ќе отек. I am motherfucking шејкерче, поздрав на него, тој вика: што попрво би убил куче или би убил маче? Па искрено не би убил ништо, иако сум поголем љубител на кучино отколку на мачино. Доколку би требало да бирам, би бирал да отпадне мачето, а кучето да остане, пошто сум поголем љубител на кучино, не би убил никого искрено. Вики Евтимова, поздрав до неја, вика: што попрво би снимил, песна или филм? Па искрено, ако морам да бирам помеѓу двете, би снимил песна и филм би снимил, но сепак пред се би снимил песна. Ивановски Дамјан или Мини Хантер вика: што попрво би седел со другари под маса или би седел цел ден без луѓе? Би седел со другари под маса и те чекам тебе да влезеш под маса. За Радиновец, поздрав до неја, вика: би се скарал со Кико или би испил отров? Па не знам со кој Кико, али и сепак би се скарал пред да испием отров. Зошто да испием отров? Види, цело време ми пишувате некои прашања да се убијам, да скокнам, да испием отров. Зошто сакате толку да умрем? Глигорче Глигоров, поздрав до тебе, вика: што попрво би бил невидлив или да можеш да леташ? Па искрено да би бил невидлив. Филип Глигоров вика: што попрво би одел сосема гол за 100.000 денари или би одел само на гајки за 1000 денари? Па искрено, ако веќе ризикувам, би одел гол скроз за 100.000 денари, пошто гол за 1000 денари нема да ми збркат никаква работа. Тами Мила, поздрав до тебе, а таа вика вака: што попрво би убил некого и би бил во затвор или да те убие некој и да седи на слобода? Во, па би убил некого и би бил во затвор, па зошто да ме убие мене па да седи на слобода? Па која правда овде? Зошто упорно ми пишувате некои прашања, јас само да умрам? Зошто? Јасен Дризовски, поздрав до тебе, а вика вака: што попрво би се бакнало со некоја? Позми. Па поздрав до тебе, ама гледам не имаш друго ставено избор, така да ја би се бакнало со некоја. YouTube МКД вика: што попрво би да одиш во основно или да одиш да работиш? Па искрено ја би сакал да се вратам во годините назад со овој памет што сум сега, да се вратам во годините назад и да учам се уште е. Тај Абдули вика: што попрво би? Што би се откажал попрво? Твоите пријатели или од YouTube-от? Тоа е многу тешко, па пријатели. Ви денеска ги имам многу малку верни пријатели што секаде, така да од YouTube-от тешко дека би се откажал од пријателите, ако се некој верни тешко дека би се откажал, но сепак зависи од моментот и од ситуацијата. Од пријателите.
Илија Кирил вика Fortnite на PC versus Fortnite на Note 9. Па сум пробал еднаш Fortnite на PC на Note 9, не сум пробал и не знам дали ќе пробам. Мурговски Мартин вика педер или лесбејка? Па лесбејка. Јас сум лесбејка и така да сакам лесбејки. Да, многу сакам лесбејки. Мики Талески вика дали попрво би бил музичар или спортист, па вака веќе долго време ги правам двете работи, двете активности и доколку сега и после сега да би размислил да мора да одберам помеѓу едното би бил музичар искрен. Саровски поздрав тебе, тој вика вака би ебал 12 жени од по 80 години со шанси за умирање 70% или девојче помладо од 12 години. Јао брат, што ми направи? Јао, а тие 80 годишни жени би се заразил секако од нив, па тоа е лошо ако ти им цркнат во меѓувреме, ау, тоа е лошо. А пак девојче помладо од 12 години уште полошо, тоа не би се нафатил никако. Подобро овие стари бе. Нека се шитна човек, ќе се жртвувам, јеби ga, ќе се жртвувам. Пасковска 8 поздрав на неја вика вака. Би се откажал од YouTube или би се оженал? Па искрено би се оженал, ако не треба да се откажам од YouTube, да, би се оженал. Иако не сакам да се женам. Барем не за скоро време, по некој 7-8 години сега. Христијан 56 поздрав до него вика дали попрво би избрал на добрата камера или недобриот телефон? Ако немам телефон би избрал на добриот телефон, пошто во него сигурно има на недобрите камери, но доколку имам веќе добар телефон би избрал најдобрата камера, да. Паско 005 вика женската или каналот? Немам женска, каналот јок не го даваме. Антониева 3251 вика би имал iPhone што не работи или да имаш или да немаш телефон. Па искрено подобро да немам телефон, пошто ако го имам да не работи, кога ќе виш џабе само ќе ми јади анзата и ќе се нервирам. Не ќе да се нервирам. Воопшто. Сандра Костадинова поздрав тебе вика дали попрво би паднал во дупка со отровни змии, црви, стоногалки и чкрапи или би се откажал од YouTube? Па зошто ми пишувате само некои вакви да умрам, да паднам во нешто? Па не, па не ќам да умрам, па не, па зошто да паднам во такво нешто? Богдановски 128 вика дали би се омажил за зик или дали би се отебал пак да умрам нешто? Зошто да се тепам? Зошто? Би се омажил за не, би се оженал со зик. Николовски Стефан 77 вика дали попрво би скокнал од 1000 метри високо во базен длабок 1,5 или без подобран од авион? Поздрав на Јакси. Пак ли да умрам? Значи вака, фактички пак по двата случаеви јас ќе умрам. Па зошто да умрам? Па не би направил ништо, не би скокнал ниту од базен, ниту од авион. Аврамовска Деспина вика што попрво би да не ги миеш забите или да не се капиш никогаш? Па искрено, ако треба да бирам би избрал да не ги мием забите, пошто ако не се капам никогаш ќе смрдам многу, ќе мирисам, нема сам да можам да се падне сам, да, иначе запчињата си ги направив скоро, тоест го чистив задниот камен, што морам секој 6 месеци да го чистам пошто имам таков проблем со забите, така да мене пак за скоро време ќе ми се појави тука забе камен на тие заби тука и секој 6 месеци јас одам да го чистам задниот камен. Пановски Лазар вика што попрво би да се фарбаш розов или да си келав? Ова е едно потешко прашање. Розов се уште немам пробано, можеби би пробала да се ми келев, па имам пробано на 0, би се офарбал розов. Веројатно во моментот би се офарбал розов, а на лето не знам. И последното прашање ни доаѓа од М Белобрадиќ. А тоа гласи вака: дали би снимил видео со Стојан или би облекол женски чорапи? Па искрено сакам да облечам женски чорапи да пробаме, знаеш како ќе ми стоят розеви со цветчиња, онака знаете какви добри, навезани на китени. А и би снимил видео со Стојан, зашто не мислам, знаете, јас со сите вас сакам да снимам нешто видео со. Тоа беше тоа, се надевам дека ви се допадна ова видео, нема да го тупам многу, нема да го одложам многу, пошто ја немам многу време, почнав да гледам веќе серии и така да сакам малку да се релаксирам, да се кулирам, а ние се гледаме во наредно видео. И да, тоа беше тоа, и доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го за поддршка и доколку се уште не сте станале шејкерче, направете го тоа веднаш со стискање на subscribe копчето. А да, и не заборавајте да го стиснете звончето што се наоѓа до subscribe копчето за да ви стигаат нотификации кога јас ќе пуштам ново видео. А да, и доколку сакате да знаете што се случува во мојот приватен живот и да гледате behind the scenes, не заборавајте ме да следите на Instagram, бидејќи ќе гласате на моите сториња, да.